Основното јавно обвинителство Скопје истражува зошто во МВР повеќе од 3 месеци го чувале во фиока решението за привремена забрана за работа на станицата за технички преглед Вија Комерц, во која на последна контрола бил и автобусот што изгоре во Бугарија. За технички не работи сега. Министерот Оливер Спасовски и неговиот кабинет и натаму молчат, зошто станицата е затворена веднаш по трагедијата во Бугарија, иако пропустите во работата биле откриени многу порано. По сторијата на 360 степени одговори побараа и дел од партиите. Поддржувате министер кој 3 месеци во фиока го чува предметот за затворање на станицата за технички преглед, во која бил регистриран кобниот автобус на БС Транс. Министерот Оливер Спасовски мора да одговори зошто дозволил ова станица да работи уште 3,5 месеци откако биле констатирани неправилностите и до кога мислел да дозволи да работи ова техничка станица. Дали и зошто се тактизирало? За едно возило да може да учествува во сообраќајот, мора да помине низ процесот на технички преглед, осигурување, регистрација. Вакви услуги до неодамна нудеше и компанијата Вија Комерц Джемалј во Скопско Глумово. Тука во октомври последна контрола минал и автобусот на БС Транс, кој изгоре во Бугарија на крајот на ноември, при што загинаа 45 лица. 3 дена по трагедијата, без да биде информирана јавноста, Спасовски привремено ја ставил компанијата под клуч. За технички не работи сега. Не? Не. До кога? Од среда ќе почнеме со работа. Пред 4 дена, станицата се уште беше затворена. Она што е проблематично во целиот случај е тајмингот и околностите во кои е издадена забраната за работа. Како што претходно објави 360 степени, решението е подпишано од министерот Оливер Спасовски на 26 ноември 2021 година. Но пропустите во работењето биле откриени од МВР 3,5 месеци претходно, уште во август истата година. Според записникот од надлежните служби во МВР, контролата е направена на 12 август, а на 25 истиот месец е изготвен предлог за привремена забрана за работа. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од засега необјаснети причини тогаш не го потпишал решението, па станицата продолжила да работи. Во меѓувреме на 5 октомври, тука на преглед поминал и автобусот на БС Транс, кој изгоре на автопатот во Бугарија. 3 дена по трагедијата, Спасовски, без да ја информира јавноста, ја потпишува забраната за работа, која стапува на сила на 6 декември. Во решението за забрана за работа, Спасовски се повикува на пропустите откриени во август. Тогаш, меѓу другото, било констатирано дека станицата не ги води потребните регистри на возила на кои им е извршен технички преглед, но и дека во контролата учествуваат нестручни лица, со што се доведува во прашање безбедноста во сообраќајот. Зошто забраната за работа на станицата е издадена веднаш по трагедијата во Бугарија, а не 3,5 месеци претходно, кога бил изготвен таков предлог од надлежните служби? И покрај неколкуте наши обиди да добиеме објаснување од МВР, до денеска овој владин ресор не одговори на ниту едно прашање на 360 степени поврзано со темата. Временската разлика меѓу надзорот и решението за забраната за работа ја спорела и компанијата Вија Комерц. Тој факт може да се види во пресудата на Управниот суд по тужбата на станицата за технички преглед за решението на МВР. Доколку органот смета дека тужителот треба да постапи по записникот, истиот е изготвен 2 месеца пред да биде изготвено оспореното решение. Во меѓувреме, доколку со решението се бара да се постапи по истиот записник, од петитумот не се знае по која контрола треба да постапи, бидејќи тужениот орган не извршил контрола дали тие недостатоци биле отстранети, туку по протек на 60 дена од таа контрола изготвил решение со кое го задолжил тужителот во рок од 30 дена да отстранува некои недостатоци. Полномошникот на тужителот смета дека постои голема временска разлика за да се постапи по тој записник.
Во тужбата Вија Комерц се жалеле дека не се точни наудите на МВР, дека технички преглед вршеле нестручни лица, меѓу кои феријален практикант и управителот на фирмата, и дека немаат регистар на возила. Се бранат дека при надзорот вработено лице само не можело во моментот да ги најде записниците од возилата и дека лицата без овластувања затекнати при надзорот не вршеле технички преглед, туку само наблюдувале. Тужбените наводи управниот суд ги оценил како неосновани и досудил во полза на МВР. Ваквите незаконитости биле констатирани на лице место во текот на контролата, а овластеното правно лице за вршење технички преглед на возила е должно трајно да ги исполнува условите пропишани со законски одредби и соодветни подзаконски акти. Пишува меѓу другото во одлуката на управниот суд. Со решението за привремена забрана за работа од 26 ноември, на Вија Комерц и беше даден рок од 30 дена да ги отстрани констатираните пропусти или воспротивно да и биде одземено овластувањето за вршење технички преглед. Но рокот веќе истече, а станицата се уште не работи. Не работиме. А кога ќе работите? Не знам, не се знае се уште. Докаде е евентуалното отстранување на пропустите и дали е можно МВР да и го одземе овластувањето за технички преглед на Вија Комерц? Прашавме и во Министерството, и во компанијата, но не добивме одговор. Собственикот на станицата за технички преглед, Джемал Нуиши, не сакаше да одговори на нашите прашања и се повика на изјавата дадена за вестите на ТВ Алсат, во која вели дека работат на отстранување на недостатоците. Решението за привремена забрана за вршење на технички преглед нема никаква врска со автобусот на Бесатранс. Решението ние го почитуваме и моментално не работиме. Откако на крајот на декември објавивме дека решението за привремена забрана за работа на Вија Комерц чекало на потпис 3,5 месеци, прва реагираше антикорупцијската комисија. Го повика обвинителството да ја прошири предистрагата за работата на Бесатранс, чиј автобус изгоре во Бугарија, и постапувањето на надлежните органи. Од обвинителството тврдат дека ги испитуваат и околностите во кои била затворена станицата за технички преглед во која поминал автобусот. Во рамки на постапката на ОЈО Скопје поврзана со работата на правниот субјект Бесатранс и постапувањето на другите надлежни органи, се испитуваат сите околности, вклучувајќи ги и тие што ги наведувате. При тоа, интензивно се преземаат действија за утврдување на фактите, но за цел да не и се наштети на постапката, во оваа фаза не сме во можност да споделиме повеќе детали. За молкот од МВР, еден од ретките ресори за кои Димитар Ковачевски не предложи ново решение, туку доверба му даде на актуелниот министер Спасовски, го прашавме за став и до вчерашниот вице-премиер за борба против корупција. Љупчо Николовски беше прв промотор на етичкиот кодекс за владини функционери, кој ги обврзува министрите на отчетност, транспарентност и почитување на законите. Прашањата ги поставивме минатата недела, но не добивме одговор, со образложение дека од денеска има нов вице-премиер за борба против корупцијата. Став побаравме и од Ковачевски, за тоа дали го имал во предвид случајот кога го предложил Спасовски да остане на чело на МВР. Но како и МВР, и од СДСМ одбраа да молчат.